Јас сум Елена Бубало Михајловска, персонален и групен фитнес тренер и дипломиран биохимичар, што ми дава малку повеќе за право со вас да разговарам денеска и за исхрана. Заедно сме тука со ДМ, се јавам од ДМ каналот Live. Веќе ви најавивме, можда малце ќе почекам некоја секунда или минутка да ни се приклучат повеќе луѓе за да го почнам муабетот. Ќе разговараме за исхрана малку за физичка активност и на крај, како што најавивме, ќе направиме едно вежбање од домашни услови кој што ќе биде комплетно безбедно. Ќе пробам на многу краток начин да дадам малку акцент на исхраната како полесно во ова брзо време и на овие многу натрупани информации како да почнеме некако од некаде да почнеме здраво да се храниме односно правилно, како влие физичката активност на нашето целокупно здравје. Се надевам веќе видовте каква кампања впрочем и започна ДМ, а тоа е кампања за женското здравје и јас сум баш ми е драго и сум горда што сум дел од оваа кампања и го отварам овој месец и овој лайф и постовите се што ги правиме заедно. И се радувам што воопшто се почнуваат вакви теми, затоа што понекогаш стварно треба некој да не буцне и да не потсети каде сме, што правиме и дали ние нешто во текот на денот превземавме за нашето здравје. Јас сум тука да зборувам како тренер и биохимичар за физичката активност и за исхраната. Се надам дека се уклучивте повеќе, дека веќе се пуштате. Ние ќе го зачуваме ова видео, овој лайф, па вие можете кога сакате, доколку немате време, да си го пуштите и да ме преслушате, па можда нешто што не сте знаеле, можда нешто ќе ве мотивира, може ќе ви кажам некој трик или нешто како полесно да го организирате денот кога станува збор за исхрана и физичка активност. Ајде да почнем со физичката активност како моја матична работа. Се сложувам дека, брзо живееме, дека немаме време и не треба да забораваме дека ние сите што ме следите, сите живееме во различен период од нашиот живот. Може сме средношколци, може би сме на факултет, може би сега сме завршиле факултет, само работиме, па може да се ослободило повеќе време за вежбање, може сме тазе мајки, може сме мајки на тинејџери. Секој период си носи своја тежина, меѓутоа е предизвик за тоа како да се носиме ние со тие предизвици во текот на денот. И не е така едноставно да кажеме, ајде сега не можеш да најдеш еден час време за да извежбаш. Не е така едноставно, но од друга страна, доколку ги знаеме придобивките, зборувавме на јавното видео, ќе зборуваме и на други постови во следните недели кои што преостануваат како ќе се одвива оваа кампања. Самата физичка активност има преголемо влијание на нашето целокупно здравје. Ние понекогаш забораваме зашто вежбаме. Самите социјални мрежи се преоптеретени со различни тренинзи, па се плашиме дури да започнеме. Ајде да се вратиме малку назад. Нас никој не тера да одиме во некоја сала, да одиме во теретана, да земеме тежини и да вежбаме. Тоа е тоа што нас не плаши и што го гледаме цело време. Напротив, дај да видиме дали се движиме. Ова наше тело е створено да се движи. Да направиме некаква активност. Па не мора тоа да е сала, не мора да сум запишана да вежбам во некоја позната сала, тешки тренинзи како што јас мислам. Не. Каде е пешачењето да го ставиме во текот на денот? Каде е она едно кафе што го пиеме во кафич? Може би е добро да земеме to go, како би рекле, да го земеме со нас, да пешачиме, така ќе направиме повеќе физичка активност. Ние сме тука во Скопје, го имаме водно, во сите други населени места. Сигурно имате некоја природа каде што можете да направите планинарење. Не ве терам јас или кажувам дека треба да качите некој врв. Меѓутоа, природата и пешачењето во природа и планинарењето и како влијае на нашето целокупно здравје. Од друга страна, возење велосипед, па ако сме мајки со нашите деца рекреативно, има многу начини како да бидеме физички активни. Ние сега, во последните 4 години, знаете дека се достапни многу онлайн програми, па достапни се може и дома да вежбате. Не мора да отидете и да го... Ако немате доволно време, затоа што најчесто нас ние се бориме со времето. И ако така ги гледаме работите, мислам дека многу полесно ќе се мотивираме и ќе разбереме зошто треба да сме физички активни, дека да, навистина, па јас не морам сега да одам да вежбам 1 час аеробик, јас не морам да одам да вежбам 1 час кросфит, тоа не е за мене, да, точно, тоа навистина може не е за тебе, но има многу други физички активности што можеме да ги правиме, да се движиме. Работата денеска 8 сати минимум е седечка.
нашиот грб, нашето јадро, нашиот стол, кој што треба да функционира во наредните 10 години, 15 години, 20 години, го уништуваме. Не знаеме кога телото ќе изреагира лошо и да не може да станеме од кревет, буквално да се посегнеме нешто да земеме, може да се укочиме. Зашто? Затоа што имаме слаба мускулатура. Ајде да видиме, можда нели, сите знаеме зошто физичката активна е добра, да, активност е добра, да, точно, ќе ни помогне да не дојдеме до одредени можда хронични заболувања, ќе ни помогне да имаме повеќе енергија во денот. Секој ден тренинг ние секогаш треба да ги гледаме тие придобивки. Имам повеќе енергија, повесела сум, имам поквалитетен сон, кој што е многу важен за нашиот имунитет и за нашето здравје. А вежбањето и физичката активност 1 сат во денот, што порано тоа подобро, ни помага да имаме вечерта квалитетен сон. Е важно за нас излегувањето надвор во природа, направење активност во природа, исто така впиваме, нели, она дневна светлина која што нас не е потребна и таа влијае на нашиот имунитет. На крајот, како кажавме и претходно, сите сакаме да изгледаме фит и да се чувствуваме убаво и да бидеме најдобрата форма од себе, но тој резултат не треба да не води, да е првиот што ќе не натера да бидеме физички активни. Се друго, и се сретнуваме со премногу предизвици во текот на денот и не е лесно. Самата физичка активност ќе ни помогне многу полесно да се носиме. Понекогаш не знаете од каде да почнете, дадов тие примери каде сами можете да започнете да бидете физички активни. Од друга страна, обратете се на стручно лице. Ќе ви помогне, дојдете, не се плашете, не се тоа што гледате на видеата, леле овие што вежбаат, а ви треба помош, ви треба поддршка, ви треба некоја група во која што ќе вежбате, така, обратете се на тренерот, не треба да ви биде срам. Дојдете и кажете му, јас не сум вежбала долго, јас имам ваков проблем, јас имам еднаков проблем. Тоа што е стручно лице и како знае да ве спроведе низ процесот, да ви помогне, нема да ве турне во еден тренинг каде што ви 1 сат нема да знаете што да правите со себе, напротив, ќе ви помогне, ќе ви биде поддршка и ќе имате енергија да сакате да дојдете следниот пат на тренинг. Забораваме да внимаваме на нас, забораваме да се движиме, сериозно сме преокупирани, но од друга страна 21 веќе, многу работи ни се автоматизирани, така ќе се сложиме. Јас сум веќе и мајка, имам и деца и знам дека воопшто не е лесно, понекогаш се борам со времето во текот на денот. Точно, не треба само да се споредуваме, мене физичката активност да правам ми е многу полесна за разлика од вас, затоа што мене тоа ми е работа. Јас сум во сала и мене ми е послужено тука да вежбам, меѓутоа не секогаш имам енергија, не секогаш сум спиена, внимавам на тоа, но пробувам 40 минути во текот на денот да направиме некаков тренинг. Пробајте 3 пати во неделата, 4 пати во неделата, најдете си друштво, поддршка, многу значи тоа, ако нема, ќе ја побараме. Секогаш кога има со некого да се буткаме да дојдеме, полесно ќе започнеме со некаква физичка активност. Само идејата ми беше на овој муавет, придобивките ќе ги зборуваме и ги знаеме, идејата ми беше како да се отплашиме, како да не се плашиме дека леле јас ова не е за мене, јас не можам, јас не сум вежбала никогаш, како сега од каде да почнем? Има начини. И да повторам. Почни да пешачиш, почни да возиш велосипед, излези надвор, качи се некаде на некој рид, направи нешто што ќе биде 1 сат движење. И после тоа, како ќе се чувствуваш дека си посигурен, дека имаш повеќе енергија, тогаш може да се приклучиш на некаква активност која тебе ти одговара. И на крај запамтете, нема најдобар тренинг. Ова е најдобро, ке тој тренер е најдобро, вамо е најдобро, а од ова нема, има од се резултати. Вежбаме, зашто вежбаме? Па ние рекреативно треба да вежбаме, да сме поздрави и на крај да ми одговара друштвото каде што ќе отидам, енергијата, да ми одговара местото, да заштедувам на време, има многу фактори, нема лош тренинг, само треба правилно да најдеме како да вежбаме и да се извежбаме во текот на денот. Втората тема е исхраната. Не е дека ние во овие 20 на минути можеме се да кажеме и за физичка активност и за исхрана, но колку што пробувам да isprocesираме нешто што можам да ви го срочам накратко, за тоа како и самата исхрана знаеме и тоа, и цело време се бориме, ова е правилно, ова не е правилно, ова е здрава храна, ова не е здрава храна, премногу поделби, премногу информации, но понекогаш е тешко затоа што основите па мора да ги знаеме. Мора некој да ни каже од каде да почнеме. Да, сите знаеме да си кажеме ќе исфрлам ова, нема да спомнувам одредени намирници, нели? Ќе исфрлам
ова нема да јадам, ова е штетно, ова има многу шеќери, ова има многу јагле хидрати, мислиме дека сме исфрлиле нешто од исхраната и сме направиле промена некаква. Океј, се е тоа супер, затоа што не го внесуваме тие штетни материи што ги сметаме во исхраната, меѓутоа не сме нашле крајно решение. Ние мора да најдеме некој одржлив систем. Ние немаме сите време да мериме, да броиме калории, да се обседнуваме со тоа, ќе го направиме тоа, ма ќе трае кратко. Сакаме нешто да е долгорочно, сакаме нешто да ни биде стил на живот. Тој начин ни треба. Ние ви спремаме многу во пост, од тоа што ќе може да го исто така да го видите и запишано, но јас сега ќе пробам исто така накратко да ви објаснам како да ја гледаме исхраната и како да направиме балансирани оброци. Сите сме слушнале за балансирани оброци, нели? И тие се тие кои што ќе ни дадат енергија во текот на денот, кои што ќе не држат сити 3 до 5 часа во текот на денот, нема цело време да ни се грицка, да пробаме да јадеме во текот на денот, затоа што и нејадењето не е решение. Мора да запомните, храната е гориво на нашето тело. Колку поквалитетно гориво иставаме, тој организам, тие клетки како основна единка во нашето тело, поправилно ќе функционираат. Еден пример е со автомобилот, нели? Му ставаме квалитетно гориво затоа што тој кошта толку и толку пари, нашите органи немаат цена и ние сакаме да им ставиме квалитетно гориво за нашето тело што подобро да функционира во текот на денот. Верувајте, самата промена на исхраната за 2, 3, 4, 5 дена ќе ви биде криво зашто не сте го направиле тоа претходни. Пак јас никогаш не се набранев тоа како изгледам. Ние не сме сите задоволни, ние сме различни. Таа тема е веќе друга, но како да се чувствуваме подобро во сопствената кожа, тоа е многу поважно. Треба да разликуваме храната, треба да ја поделиме на макронутритиенти, треба да ја поделиме на микронутритиенти. Микронутритиенти се тие мали витамини, минерали што треба да ги внесеме во нашето тело. Како ги внесуваме? Со свежа исхрана, која што е сезонска, разновидна, не во преголема количина, и на тој начин внесувам што повеќе витамини и минерали во мојот организам. Пробуваме, нешто не јадеме, не е проблем. Меѓутоа да се фокусирам на тоа што е сезонско, да се фокусирам нормално, што може да биде од домашно производство, што повеќе да биде органско, нели, само да читаме правилни информации, да веруваме на тоа што го, нели, кажуваат и да прочитаме. А втората работа се макронутритиентите, тие калориите што ги зборуваме цело време, ама многу подобро звучат вака и не оптеретуваат. А тоа се јаглехидратите, протеините и мастите. Тие се тие што како ќе ги скомбинираме во нашата чинија, ќе направат еден балансиран оброк, доволен за да не држи сит во наредниот оброк, да не е после нешто одма да ни се грицка затоа што сме јаделе само некој јагле хидрат. Ајде накратко сега уште ова. Како да ја поделиме исхраната. Може ќе ви звучи сложено, меѓутоа мора да ги знаеме тие основи. Имаме извори на протеини, имаме извори на јаглехидрати, имаме извори на масти. Кои се изворите на протеини во исхраната? Тоа значи дека преку 50% од својот состав во таа намирница има протеин, а тоа е месо. Ние се збориме за квантитет на храна, количина. Не зборам за колку е квалитетна таа храна. Добро, тоа да го напоменам. Тука е месото како извор на протеин, било кое чисто месо, добро подготвено. Тука е рибата, тука се тофуто, сеитано за тие што се вегани, вегани. Тука ни е извор како протеин сурутка, јајцата, белките, и дел од млечни производи, секогаш бираме млечни производи да може да се ферментирани, да имаат помала количина на масти, а да имаат поголема количина на протеин. Тоа е многу важно кога бираме млечен производ. Генерално тоа се изворите на протеин. Тука може да ги ставиме и мешунките, како што се леќа, грашо, граф, меѓутоа не заборавите дека тие имаат повеќе јаглехидрат. Но па се добар извор за протеин за сите вие што не внесувате протеин од животинско потекло. После да видиме кои се извор на масти, многу важни за нашето тело, меѓутоа ги внесуваме во помала количина. Тоа се јаткастите плодови, тоа се семки, чија, сончоглед, сусам, може и некои ќе заборавам. Тука се маслинките, тука се екстра чистите масла, авокадото, тоа се извори на масти, кои што ги внесуваме во многу мала количина и се што јас не кажав, влегува во групата на јаглехидрати. И затоа не може да ја делиме ние храната на добра и лоша. Затоа што ние може во еден оброк да ставиме само јаглехидрати и сите да се добри. Што се јаглехидрати? Овошјето, зеленчукот помалку, меѓутоа главно внатре има јаглехидрати, се оние. Ориз, компир, паста, житарки,
што не кажа, тука лебот спаѓа во житарки. Немој некогаш да се збуните, тука се киноа, хелда, овес, тие се сите здрави намирници. Но во својот состав повеќе, преку 50% се јагле. Тоа значи дека ние може да изедеме една кришка леб, пример, и овес исто калории на јаглехидрати, иста количина на јаглехидрати да имат, само со тоа внесуваме поквалитетни состојки. Колку поразновидно јадеме, толку збогатуваме палетата на микронутриенти, на витамини и минерали во нашето тело. И сега пак да се вратам. Ако размислиме што сме јаделе вчера, што ни биле трите главни оброци, да не ги зимаме грицкањата измеѓу, можда ќе дојдете до заклучок дека јадеме многу јаглехидратна храна. Дека може да се смајле ориз, компир, леб, овошји и се тоа здраво. Затоа не може да делиме здраво и нездраво. Количината и поделбата, но за ова ќе направиме уште подетално, каде што ќе може и да прочитате, ако не можете сега нели се да проследите и да памтите на ова тема. И на тој начин ние би правиле еден балансиран оброк со кој што ќе ставиме една рака протеин, ќе ставиме зеленчук, ќе ставиме мала рака од јаглехидратот, многу малку масти и не да ни кажува некој тоа и тоа треба да јадеш, него едноставно ќе направиме избалансирани оброци сами. Тоа е накратко што можам сега да го кажам. Се надевам дека на некој начин ве измотивирав, разбравте, пробав најпластично што можам, кажувам дека оваа тема е долга и не е така лесно се да представиме, но наоѓаме начин како пократко да влезе во вашата глава и нешто да запамтите. Доста зборував, нели? Треба да се вежба малку, да видиме како вежбањето денеска ќе не подобри, така да спремете се. Не ви треба ништо од реквизити, ви треба само желба да ме пратите, лесни ќе бидат вежбите, особено за тие што не сте биле физички активни до сега. Ајде денеска да биде денот кај што ќе почнеме да бидеме физички активни, може? Ајде се местам. Еве сум тука, спремна за тренинг, ќе направиме неколку вежби. Може прво малце само да се загрееме, малку само, 1, 2, 3, 4, да не биде одма да почнеме, па обратно 4, 3, 2, 1, па идеме малку доле, горе, па ја од што седев, ми треба малку да се опуштат тетиви и мускули, 4, 5, само малку, 6, да го спремиме телото да знае дека сега ќе му направиме некоја физичка активност, дека ќе се движиме. Добро е, држи малку доле, 5, 4, 3, 2, 1. Добро, олабави ги нозете. Ајде сега да направиме 20 чучнувања. Може? Една од основните вежби за нозе. Постави ги стапата малку пошироко од колковите. Можеш рацете пред тебе, можеш позади, како ти е згодно. Битно не оди на прсти, него одиме на цело стапало, поглед напред, гради, до кај што можеш. Не мора длабок чуч, до кај што можеш. Дури ако не можеш, земи столче, седни на него и стани. 2 пати. 3, поглед напред, гради горе, 4, 5, 6, горе издиши, своје темпо, пробувам полека. Ако има некој што не се приклучил да веќе вежба, може да се убрза, не мора ни да ме слуша како бројам. 9, 10, па одиме уште. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 и 1. Одлично. Сега ќе пробаме да лазиме до напред. 10 пати е доволно. Што правиме? Ако можеме со испружени нозе, супер. Ако не, подсвиткај до пристапала. Оди до пленк. Ова се вика пленк. Пази грбот да не ти паѓа доле. Па врати се назад. И стани горе. 1. Ајде вака 10 пати. Ќе направиме неколку различни вежби. Јас со вас еден круг. А вие, ова ќе си го запамтите, ќе си го запишете и можете да направите и 3-4 круга и баш да ви биде тренинг. 3. Лази. 4. Стани горе. Пробај со испружени нозе ако можеш. Одлично. 5. Уште 5 пати. Ајде, што се уште 5 пати? Ништо. Само после ќе се почувствувате убаво. Ќе сакате и втор круг. 6. Супер. 7. Така е. 8.
И уште 2. Супер. Се крена и пулсот, па и тоа е добро. Кардиоваскуларно да се подобриме. Одлично. Па, врати се назад. Одлично. Ајде неколку стомачни. 20 повторувања. Ако можеш, собери ги вака стапалата. Доколку не можеш овде. Ако ни вака не можеш, протни ги под нешто дома. Легни, земи залет, стани, допри стапала. 20 пати можеме. Своје темпо. 2. 3. Докај можеш, боле, подобро е да си ги фатиш нозете под нешто, само не мова да го правиш тука. И врато да го извежбаме место стомакот. Ајде, 7, 8, 9 и 10. Ајде уште 10. Нагоре издиши. Земи воздух, па издиши. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, одлично, 10. Сега следно е 10-ка, така правихме. 20, 10, 20, сега е ред 10-ка, да направиме некој склек. Како се поставуваме? Дланки под рамена, тука сме позади на колена, стапалата доле, не ги кревајте тука. И нешто многу важно, телото да биде подаголо 45 степени, да не сме овде. Ке речете, ама јас клек никогаш не сум можела да направам. Не е така, се спуштам доволно, колку што имам сила, да се качам горе. Некој може до тука, некој само до тука. Овде работа ти гради и раце. Ајде. 3. Полека. 4. Ако ти треба на 5, направи пауза. 5. 6. 7. 8. 9. Браво се. И 10. Сега ќе легнеме доле. Малце грбо да го активираме. Ќе испружиме раце и нозе. Едната варијанта е ова. Цврсто тело, крени се нагоре, спушти се. Не го кревај вратот. Не креваме врат ни ребет ни пршлени иста линија. Ама може некој да не може ова, затоа можеш само ова. Една рака, друга рака, чело во земја. 20 пати може. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Уште 10. Правиме после уште една вежба и вас ве оставам да направите уште неколку круга, доколку можете. 3, 4, 5, 6, испружени лакти, нагоре издиши, контролирано движи, 8, 9 и 10. Супер. И вежбата што се плашиме сите брпи, не треба не за целосно да правиме, ајде заедно 10 пати, гледате што правиме. Ратата се пред нас. Се скока, не мора да скокаме. Една нога, друга нога. Една нога, друга нога. Стани горе. Ајде 10 пати. Доле дланки. 1, 2, стапало широко, цели стапала, стани горе. Можеш и да скокнеш ако сакаш. Одиме трето. 1, 2, 3, 4, стани горе. Четврто. Одлично. Горе, супер ова. Тренинг. Ај 3 рунди можеме? Ке останете да направите уште толку? Или барам запишете си ги вежбите. Одлично. Уште 3 мислам дека имам. Ајде. Уште 2. Одлично. И тоа е тоа. Добре? Крена пулс, може и малце да земете воздух горе, вдиши, долу, издиши, така неколку пати, смири пулс.
Ако ти се допадна вежбите, се пронајде во ова, можеш да избезваш барем уште 2 рунди. Јас ви благодарам што бевте и што не следевте денес. Се надевам имате супер информации од ова денешно моје лайф и заедно со Дем следете кампањата за женско здравје. Не сум само јас, ќе научите многу и секој во нешто ќе се пронајде. Убава вечер на сите.